тука во Бутел проектите еден по еден се реализираат од тоа што беше ветувано. Минатата недела едно игралиште веќе е во функција пуштено, веќе се користи и тоа посебно ме радува, бидејќи континуирано бутелчани го користат тоа прво игралиште, еве и второто игралиште овдека денеска почнува со користење. Не знам дали спомена Дарко, но овие две игралишта се направени со ист онолка буџет колку што минатиот градоначалник успеал да направи едно игралиште. Значи ние, а и Дарко и неговиот тим не е магионичар, туку само работи честно, посветено и со средствата кои што во минатото биле трошени за еден проект, он успева да сработи два проекти заедно со неговиот тим и тоа е за честитање и за пофалба. Ке ве потсетам дека минатата недела најавивме почеток на изградбата на детската градинка во Бутел. За месец, отприлика месец и половина од денеска, во тек е изградбата на основното училиште во Извегово, ако не се лажам. Завршен е тендерот кој што градот Скопје ќе го инвестира овдека, а тоа е Бутелска. И така натаму продолжуваат проектите да се работат на секаде во Скопје и видливо е тоа веќе и по мерењата на јавното мислење кај граѓаните. Тие се задоволни од градоначалниците во општините и ние мора да покажеме дека не се сите исти, дека народот не треба да се разочарува, не треба да ја губи вербата, затоа што подобрите времења допрва доаѓаат. Покажуваме што значи работа, што значат промени на локално ниво. Тоа наскоро, после предвремените парламентарни избори, оваа политичка партија со овој тим на млади, мотивирани, честни луѓе ќе го направи на државно ниво, на секаде низ Македонија. Многу проекти, многу посветеност, многу работа, мотивирани и храбри луѓе се прифаќаат кон во костец со проблемите да ги решаваат. Јас мислам дека овој тим на ВМРО ДПМН е токму таков. Млади градоначалници, енергични, спој со искуството и мислам дека тука ќе имаме успех, се разбира, кој што ќе дојде без дилема. Така што уште еднаш мојата порака до граѓаните, допрва доаѓаат убавите денови, немојте да губете надеж. Оваа криминална влада е на одење, наскоро денеска ќе има предвремени парламентарни избори, ни треба општествено обединување околу ВМРО ДПМН за промени, работа и проекти. И благодарам. Скопски беше објавено дека има non-paper нов за преговорите со Бугарија. Дали како опозиција, колитарна опозиција имате информација што има во тој non-paper? Немам информација што има во тој non-paper, немаме ние всушност никаква информација, имаме само определени шпекулации кои што или ги дознаваме од медиумите или од канали кои што се неофицијални, но тоа се нерелевантни информации кои што доаѓаат до нас. Навистина се срамам ова што го прават Ковачевски и Османи на граѓаните на Македонија, а она што го направи Османи прифаќајќи договор кој што веќе е одбиен неколку месеци претходно, веќе не е ни домат дипломатија, ова просто се граничи со нешто што е уште пониско од таа домат дипломатија. Се срамам што граѓаните плаќаат практично пари на ваков тип на политичари да земаат плати и да уживаат привилегии на грбот на народот, кој што едва крај со крај во овие кризни времења врзува. Навистина е недолично за еден министер за надворешни работи 3 месеци од како веќе тој предлог, како што кажуваат од бугарската страна, барем така тие кажуваат, не знам ни тоа дали е вистина, да прифаќа нешто што тие пред 3 месеци веќе го одбиле. Тоа исто како да зборуваме за ланскиот снег. Не знам каква е оваа стратегија и кој ги подучува на се тоа, но ако мисла дека на тој начин ќе се покажат како политичари кои што еве се конструктивни, тогаш ова е комплетно спротивно на тоа, ни покажуваат комплетна деструкција и уништување на процесот и на тој начин директно ги загрозуваат шансите македонскиот народ, граѓаните во Македонија, без разлика дали се македонци, албанци, турци, влаци, срби, бошјанци и останати, да добијат можност да ги отпочнат преговорите со Европската унија. Ова е одлична можност да го загрозат тој почеток, тоа што го прави Бујар, Османи и Ковачевски. Како коментирате отварањето на бугарскиот културен центар во Михајлово? Веднаш после тоа отварање, Петков кога ќе замине во Софија, ќе треба да земе пример од тука, од Битола, и да направи сличен таков потек во Благоевград и Сандански, и на тие илјадници македонци кои што живеат таму да им овозможи еден ваков културен македонски центар, кој што е во согласно со сите пресуди
од Страсбург. А овие малкумина македонски бугари кои што на пописот кој што беше таков како што беше некомплетен и манипулативен, се изјаснија дека отприлика околу 800 од нив го говорат бугарскиот јазик како мајчин, треба да го советуваат Петков истото тоа да го направи и во Бугарија за македонците кои што живеат таму и на тој начин навистина ќе го покажат и на дело тоа братство за кое што тој цело време зборува и полна му е устата за братство и за пријателство. Пријателството не се зборува, се покажува со дела и ова е одлична можност на еврејските гробишта во Битола да се извини како што тоа го правеа голем број на дипломати од Германија во минатото, така и он да клекне и да се извини за жртвата која што е направена овдека во Македонија за време на бугарската фашистичка окупација во Втората светска војна и депортацијата на 7200 евреи во логорот Треблинг. Ова е одлична можност тоа што го зборува да го покаже и на дело. Во спротивно ќе остане шпекулацијата дека ова го прави поради театар вистините. Но, може да сменим тема. Значи, знаеме дека вчера имаме одлука судска за замрзнување на имотот за случајот Империја. Ваш коментар за Па тоа е одлука судска за замрзнување на имот на приватно лице. Јас повеќе би сакал да коментирам зошто се користи обвинителството и судството 4 години да го држат замрзнат имотот на најголемата политичка партија ВМРО-ДПМН. Ние ниту можеме да располагаме, нити да го утуѓуваме. Доскоро имавме и блокирана сметка. Знаеме за какво судство и обвинителство станува збор. Тоа мене ме загрижува, бидејќи тука веќе навистина се покажува лицемерието и скандалозното однесување на дел од обвинителите и судиите кои што се во директна коалиција со врхушката на власт и по налог на луѓето од власта тие вештачки го држат замрзнат имотот на ВМРО-ДПМН. Можам да зборувам и за причините и зошто тоа се прави и која е небулозата во обвинителниот акт, но претпоставам сега не е ни време ни место, но еве после 4 години никој не се најде од таму за сходно да ја престане оваа политичка хајка против најголемата политичка партија. Но денот кога ќе биде ослободени обвинителството и судството доаѓа и тој ден е денот кој што граѓаните го чекаат. Господин Мицковски упорно велите дека ќе има предвремени избори, но ставот на власт ославнува дека изборите ќе бидат редовни во 2024 година. Дали опозицијата има некаков план како да бидат? Ставот на власта е став на власта, ставот на опозицијата е став на опозицијата и ние ќе се бориме нашиот став да стане реалност. Предпоставувам власта ќе се бори грчевито да ја задржи кожната фотелја и црвените килими и мерцедесите кои што ги возат на грбот на овој сиромашен народ, но ние ќе преземеме чекори во иднина кои што се надевам дека ќе вразумат оваа криминална и корумпирана влада и ќе го ослободат народот во Македонија од притисокот кој што го прават и ќе дојдеме до предвремени парламентарни избори, бидејќи тоа ни треба нас, тоа ни треба на Македонија, тоа и треба во моментот за да тргне од почеток, бидејќи наистина тешко се живее. Има многу работи кои што лоше функционираат, не можам да издвојам работа која што добро функционира. Одговорна влада, одговорни политичари не треба грчевито да се борат за кожните фотели, туку треба да се огледаат реалноста и да идат на предвремени избори, само така ќе го видат својот легитимитет. Дали имаат подршка или немаат подршка народ. Па наскоро денеска ќе ги видите. Ваш коментар на скандалозно вандализирање на градинка на надписи, игрици и предозвани тие се упатени до раководството на СОН, претходно и синдикатите неколку пати апели во власта до вас дека се предмет на закон. Тоа е пораката што преку активистите СДСМ и владата ја упатуваат до наставниците, до професорите, до негователките и до воспитувачките, но и до СОНК и до останатите синдикални организации. Тоа е пораката, еве во каква режимска држава ние живееме и со какви закани јавни активистите од власта им се закануваат на вработените во образованието и во градинките. Тоа е скандалозно и ја повикувам меѓународната заедница, го повикувам ОПСЕ, ги повикувам сите кои што ги следат процесите во Македонија да реагираат. Во спротивно, ќе бидам разочаран и од нивното однесување.